Во Куманово денеска се одржа трибина на тема состојба во североисточниот плански регион во однос на заштита на жените и децата жртви на родово базирано и семејно насилство и идни чекори. Активноста е во рамките на проектот Советувалиште за жртви на родово базирано и семејно насилство Комфорт зона за жени, спроведен од страна на хуманитарното здружение Мајка од Куманово во партнерство со Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство од Скопје, а со поддршка на Австриската агенција за развој. Целта на трибината е јавна дискусија за состојбата и унапредување на системот за заштита преку запознавање со актуелната состојба во регионот и досегашните преземени активности. Хуманитарното здружение Мајка веќе во 2022 година воспостави Советувалиште за жртви на родово базирано и семејно насилство, Комфорт зона за жени, преку програмата на РЕЛОАТ, на која што е раководеше UNDP општина Куманово. До ден денеска се уште постои тоа советувалиште. Подоцна по завршување на проектот продолжи општина Куманово да го финансира, а сега моментално се финансираме преку мрежа за борба против насилство врз жени и семејно насилство. Во 2024 година, исто така преку програмата за социјална заштита на општина Куманово, воспоставивме и кризен центар, каде што имаше можност жртвите, односно жените кои трпат насилство, кога излегуваат од насилната средина, 72 часа да ги згрижиме, за да додека да се знајдат каде понатаму ќе продолжат. За жал, ова година тој сервис веќе не функционира, бидејќи не обезбедувавме средства. Затоа и денешната трибина е со цел да овие наши услуги во Советувалиштето ги прошириме во целиот североисточен плански регион, бидејќи сме единствено воспоставено советувалиште според стандардите кои што ги предвидува Истанбулската конвенција, и сакаме другите општини да ги поттикнеме веќе трета година како застапуваме оваа идеја, да учествуваат во поддршка на ова советувалиште, со тоа што ќе си ги исполнат своите обврски, а истовремено жените ќе имаат можност каде може да се обратат, бидејќи ни се обраќаат жени од Паланка, и од Кратово, и од Сарана Горичина, така да ние и сега им помагаме на тие жени, но кога општината ќе има удел во обстојувањето на ова советувалиште, тогаш ќе биде полесно. Исто така институциите кои што работат на ова проблематика полесно ќе функционираат и ќе ни се обраќаат, нели, за нудење на нашите услуги кои што ги нудиме на жртвите. Кај нас во советувалиштето имаме психолошка поддршка, социјална, правна и кариерно советување. Најчесто жените бараат психолошка поддршка и придружба при посета на одредени институции за да се ги бараат своите права, да ги остварат своите права или да се заштитат од насилникот. Така да нашата социјална работничка оди со жртвата за да го олесни тој пат во институциите, бидејќи се уште постои она стигма дека институциите се уште се како да кажам, крути во однос на жртвите и жртвите наидуваат на различити проблеми при остварување на своите права. На овој начин ние им олеснуваме. Исто тука многу е важна психолошката поддршка, бидејќи кога жртвата се наоѓа во една ситуација на траума и нели страв за својот личен живот и за животот за своите деца, тогаш навистина е потребна психолошка поддршка. Исто така правната поддршка даваме за во подготовка или насочување се она што е потребно како документација ако жената одлучи да го прекине и да ја прекине својата брачна состојба, а кариерното советување даваме ги обучуваме со меки вештини за да може да бидат повеќе достапни на пазарот на трудот и за да може да најдат полесна работа. Минатата година околу 148 жени жртви поминаа низ, значи ги примија нашите услуги, бројот на пријавени се поголеми, но сите жени не прифаќаат да добиваат одредени услуги. Ова година, еве за овие неполни 3 месеца, ние веќе 11 жени имаме кои што веќе ги користат нашите услуги. Во овој плански регион имаме само едно советувалиште кое што го раководи хуманитарното здружение Мајка, меѓутоа други видови на услуги нема. Центар за жени жртви на насилство, кризен центар немаме.
Значи ова се формите за привремен престој кои што ги нарекуваме за солиште или шелтер центар. Секако дека се планира, меѓутоа тоа не зависи од нас, ние застапуваме именно и ваквите средби ги правиме со таа цел. Тоа зависи генерално и од Министерството за социјална политика, демографија и млади, меѓутоа и од општините кои што треба да помогнат во овој процес со обезбедување на простор, со обезбедување на финансиска поддршка и слично, меѓутоа тоа е еден заеднички процес. Секако апсолутно е потребно да постои вакво засолниште тука. За сега се користат ресурсите кои што се достапни во Скопје за овие жени. Во изминатиот период ние сме соработувале со повеќе општини и плански региони. Имаме дел успешни приказни, особено можам да ги издвојам општина Битола, која што години наназад, веќе од 22 година извојува целосна финансиска поддршка за женскиот центар за поддршка во Битола. Секако соработката со град Скопје во однос на женскиот центар за поддршка Скопје и куќата за отворено домување која што сега во моментот веќе не функционира. Секако не смеам да ја заборавам соработката која што се направи со општина Кавадарци, Демир Капија, Росоман и Неготино. Тоа е исто така еден пример кој што често го користиме бидејќи тие се здружија како општини. Знаеме дека општините, особено оние кои што се помали, не располагаат со големи буџети, меѓутоа здружувањето на помалите локални самоуправи во меѓуопштинска соработка значително може да придонесе кон воспитување на регионални центри. Значи тој центар ќе биде достапен за корисничките од сите тие општини, од целиот регион кој што живее тука. Слично нешто сакаме да биде и во Куманово, бидејќи овој советовалишен центар е во општина Куманово, меѓутоа доколку се здружат околните општини кои што се дел од овој плански регион, може да го направиме достапен и за корисничките од целиот регион, што би било нели многу поиспатливо и попрактично и ќе постои за жените кои што се справуваат со насилство. Со секоја година бројот на ново пријавени жртви, нели така официјално се води статистиката, се зголемува. Од не знам доколку пред 5 години биле 800-900 илјади на годишно ниво, сега сме во некои бројки од 1.500.000. Значи ова се ново пријавени. А на сметка на нив имаме други кои што се од претходно евидентирани, кои што се уште се справуваат со насилство. Овие бројки нели се должат на освестувањето на жените, на кампањите, на промоцијата да пријавуваат и слично. Меѓутоа, тоа се реално само 2% од она што реално се случува од аспект на насилство. Непријавувањето е генерално недовербата во институциите, или веќе имаат искуство, или веќе слушнале од некој друг како поминал процесот со пријавувањето во институциите, меѓутоа и недостапноста на вакви специјализирани услуги на локално ниво. Не може да пријават сите во Битола и во Скопје и да ги носиме во засолништа во Битола и во Скопје. Сепак, нели, образовен систем имаме за децата, семејства имаат во локалната заедница каде што живеат. Затоа и самата Истанбулска конвенција го потенцира тоа дека е исклучително важно специјализираните услуги да имаат географска покриеност и да бидат достапни од прилика на локално ниво за жените жртви.